Зборуваме со Стојан Мадевски, познат лик меѓу струмичани, бидејќи 20 на години е присутен овде и професионално, па и приватно. Го знаеме како професионален физиотерапевт, меѓутоа овој пат зборуваме пред се за неговото прво остварување книжевно, станува збор за романот Пренапрегнат. Господине Мадевски, добре дојдовте. Драго ми е што имаме можност да зборуваме за овој роман. Може ли на самиот почеток да кажеме колку време го подготвувавте, како ја реализиравте оваа ваша идеја? Овој роман го напишав за кратко време, така една идеја, инспирација ми дојде. Ова нашата писателка што е Бранка Цветковска, мислам дека ја знаете, сте чуле за неја, да, ми подари, беше на терапија, на физикална терапија кај мене, ми подари 3-4 нејзини книги, ги прочитав и од тогаш ми дојде инспирација. Мислам, инспирацијата постои од секогаш кај мене, меѓутоа до сега мислев дека сум инспириран повеќе за поезија. Меѓутоа, така ги прочитав тие нејзини книги, јас ја викам бабица на тој роман мој, она го породи тој роман, она ми даде инспирација, да, и бев без работа едно 16 дена зимата, ладно време и така, немам што да работам, едноставно седнав и го напишав романот. Идејата ми е, имам повеќе идеи, значи, прво се обработени, во пола од романот се обработени инвалидите, нивните односи сам со себе, меѓу себе, со општеството и така. И, мислам, наративот ми е тоа дека инвалидот прво мора да сака сам да си помогне себе си. Па после да се здружат повеќе инвалиди, па едни на други да си помогнат, со што можат, па дури тек тогаш да бараат помош од блиското и подалечното општество. Вие имате и лично искуство со попреченоста со оглед дека имате оштетен вид. Колку зборувате во романот и од своја лична перспектива? Има нешто и авторство, мислам, тоа е нешто мое, тој Чичко Стојан што се споменува во романот, тоа сум јас. Има еден пасос од главата Свадбата на Александар, таму се споменуваат ујдурумите на кумот, тие ујдуруми стварно јас вистински ги правев кога бев кум и сакав да се опишат. Беше многу интересно тогаш почнуваат тек овие локални телевизии да се раѓаат, Делчево, Берово, Струмица, Скочани, сите снимаат, тоа беше, мислам, така, Русиново е големо село и беше атракција за, ќе читате во книгата, ќе видите за што се работи. Тешко ли е да се вклопи лице со попреченост во општеството? Најтешки се самите на себе. Додека инвалидот не се спознае дека во себе има некакви преостанати способности и додека не посака да ги искористи, на него никој не може да му помогне. Значи, првенствено мора сам да си помогне, да сака да си помогне. Па после почнува се натаму. Има доста недоразбирање пишувам ја во книгата, има и во општеството, и во најблиското семејство. Еве, например, ми беше проблем, 30 години патував од Валандово за Демиркапија, автобусите не застануваа, не влеваа во селото во Демиркапија, во градот, како сакате речете го, ме остава на бензинската. Сега морав да бирам, или да кружам 4 километри околу по асфалтот, или да одам по кал до колена по нивите, по патче кој едва и го наоѓав. И знаете, кога ќе дојдете таму со кал до колена, во болница, како ве гледат луѓето и така. Дали вие тешко се снаоѓавте? Како се движите? Како се ориентирате во просторот и се разбира колку беше тешко да се функционира на тој начин?
Гледам само 1 до 2%, а просторот кој го познавам лесно се наоѓам во него, а кога прв пат влегувам во некој простор, проблем е исто така и движењето надвор. Кога би отишол во некое непознато место, нормално потешко се снаоѓам. Како го чувствувате објавувањето на романот? Велите дека долг период се подготвувате, имавте долг пат до објавувањето. Пред 3-4 години го дадов во просветно дело да се издаде. Ми ветуваа многу, се менуваа 3-4 уредника, ништо не бидна од тоа. Па после пробав тука во културниот дом и тоа не бидна ништо. И на крајот овие дами во библиотеката овде во Струмица се нафатија да го издадат. И романот како идеја, викам, јас порано пишував повеќе песни. Како идеја дојде брзо. Меѓутоа, тоа што го пишував во романот, тоа го чувствувам целиот свој живот и добро е што ми се пружи прилика да го искажам. Имате ли идеи за нови писма, да речеме, прозни или поетски? Кои се твоите намери за следниот период? За Нов роман можеби, за нова поетска книга можеби. Поетска збирка можам и утре да издадам. Меѓутоа, ете, знаете колку се чита денеска, страшно кошта. Еве, и тоа ми беше проблем со издавањето, не најдов спонзор. Издавањето ме кошта 2000 евра. Значи, кога би можел да повратам половина од тие пари, би бил пресреќен. Тоа. И друг проблем, еве сега, например, не можам да ги понудам на големите книжарници, на просветно дело, на култура, на Сакам книги, на литера, па и на овие што маркетинг, големи што продават Рамстор, не знам, Стокомак. Сите ми барат приватна фирма, односно соработка со авторска агенција. И сега замислите, авторската агенција ќе земе 30-40%, тие што ја продават книгата ќе земат 30-40% и до мене нема да дојде ништо. Така е. Која е спојката помеѓу вашата професионална работа како физиотерапевт и пишувањето? Каква енергија црпите од двете посебни активности? Физикалната терапија ми исполнува многу. Јас завршив и социјална политика и дефектологија, меѓутоа останав на физикалната терапија и ја сакам и едноставно повеќе можам на клиенти, на пациенти да помогнам со физикална терапија, него со социјална работа или со дефектологија, и затоа останав на физикалната терапија. А книгата ми е, како да ви кажам, последна желба во животот. И ми се оствари. Значи, тоа е нешто што ќе остане после мене. Имате ли идеја за следно книжевно остварување? Оваа книга не е, значи, половината од содржината се однесува на лица со посебни потреби, а другата половина се однесува, така и почнува, со средба на двајца млади, што се од соседни градови, од имотни семејства, меѓутоа се запознале на студии во Харвард, во Америка, и како се влюбуваат, како ги обединуваат фирмите, компаниите, прават една голема компанија. Значи, смислата првенствено ми е на тоа, како тие како бизнисмени се однесуваат према своите вработени, према целиот град, како градот се однесува према нив, ќе читате во книгата многу интересно, и синдикатите, и ова, и она се. Значи, како компанијата мора да биде општествено одговорна, е успешна за себе, меѓутоа е и општествено одговорна, сега од таа нивна хуманитарна работа, значи, што се произлегува, ќе читате, меѓутоа ќе читате и на нивната судбина. Значи, толку големи добра правеле, меѓу тоа во животот не е се добро. Да.
ќе читате како немале деца, па морале да посвојат дете, па чим посвоиле дете, девојче, им се родило нивно машко дете, после 6-7 месеци, мислам, забременила жената, па во еден момент жената го прашува мажот, а што ќе правиме сега со девојчето? А овој ни 15-6, Александар вика, ќе го сакаме уште повеќе. Значи, тоа е страшна идеја. И меѓутоа тоа ќе читате, тоа дете им било слепо, како се мислам, се труделе да му помогнат, како помогнале и на мислам, школото за слепи деца, кај што учело детето, пред да се одвои од тоа школа и да отиде во редовно школо. Па, како се среќава со едно случајно, ама судбински, со едно друго парализирано девојче и натаму, да не ви раскажам, нема да биде интересно. Нема да биде интересно, така е. Дали литературата може да помогне во надминувањето на разликите, на пречките кои што ги имаат и перцепцијата, но и генерално како се однесува општеството кон лицата со попреченост? Повеќе од психологијата, повеќе од парите, повеќе од се. Литературата е најважно нешто за мене во животот. Тоа е нешто што останува. Значи, нема врска, ни со немаштија, ни со сиромаштија, ни со политика, ни со ништо. Тоа е единствено вредно за сите луѓе и тоа е тоа. И една порака, еве вие подготвувате промоција, да ја најавиме, кога ќе биде, каде, за да можат сите оние што се заинтересирани да дојдат да ја проследат промоцијата на вашиот роман. Промоцијата ќе биде во Културниот дом во галеријата на 28, тоа паѓа понеделник во 6 часот вечерта. Ви благодарам за разговорот.